Повлечена вода, сува и испукана почва, закотвени кајчиња, пловки и гуми и сврлени на копно. Ваква е сликата од Преспа, езеро кое полека исчезнува пред нашите очи. Страотната гледка е највпечатлива во Стење. Од некогаш преубавата плажа со висока платформа останаа само детските спомени. Пред неколку години беше многу помалку повлечено езерото, секоја година се повеќе и повеќе се повлекува. Оваа платформа беше тука, беше цела вода, скокавме од нејзе, сега е цела на суво. Платформата е направена 2015 година, во 2016 беше многу добро, исто така и во 2017. Од 2017 до сега таа е на суво. На езерото му се заканува еколошка катастрофа како резултат на намалените врнежи и изголемувањето на сушните периоди предизвикани од климатските промени, но и поради нерационалното користење на водата за наводнување на земјоделските површини. За да влезете во Преспанско, треба длабоко да зачекорите во езерото. Крајбрежната линија е драматично повлечена, како сведок за оваа еколошка катастрофа. Ова е закана за целиот екосистем, но и за туризмот и за развојот на целиот регион. Проблемот повеќе не може да се игнорира. Тој е јасно видлив во Македонија, но и во Албанија и во Грција. Професорот Ромео Ефтими, со кого разговаравме од другата страна на границата, вели дека вакво нешто не се памети во изминатиот половина век. We are just near the Zaver swallow hole, which is the most important swallow hole for the water of Prespa to flow to the Galicica, to Suha Planina, and to feed the lakes in Ohrid Lakeside. Here we can see very well the fluctuation of the level. Near the houses, the lower line of the houses, there is the maximal level, which I have watched this 50 years ago. In 1963, the level have been just near the village. After that, little by little is decreased, and now the level is about 9 meters below level that have been at that time. Професорот вели дека постојат неколку хипотези за опаѓањето на нивото на езерото. Од проширување на карсниот масив преку кој се одлева повеќе вода, што според него е неодржлива теза, до пренасочување на реката Девол во Албанија за наводнување земјоделски површини. Но Ефтими и тоа го отфрла како главна причина за катастрофалната ситуација. Can't be the irrigation the main purpose. This can have influence, but is not the main purpose of the lowering of the level. I think the most important are climatic changes. If we see the Zaver, and if we see that road that local people call a road, and I call it a dam, that dam is constructed when in the past there have been long periods of dry climate. Но има и размислувања дека токму наводнувањето го нарушило балансот. Ние искористуваме многу мал процент од волуменот на водата во Преспанското езеро. Според некои проценки што ги имаат направено, тоа се движи од 0,003 до 0,06% од волуменот на езерото, што се чини многу малку. Меѓутоа, очигледно, во текот на минатите 50 на години или помалку дури, ние имаме прелиена чашата, односно имаме предизвикано ова хронично намалување на езерото, и тоа допринесува до отприлика 70% од вината, да речеме, додека пак остатокот се самите климатски промени. Во меѓувреме се испитува и дали има несоодветно управување со водите поради поврзаноста со Охридско езеро и со Црн Дрим. We know that Lake Ohrid, up to 40% of the water comes from Lake Prespa. There's barriers actually managing the Lake Ohrid as well. So the idea is actually to get the experts to tell us what they think is the reason behind it. When I say mismanagement, I'm not saying there is mismanagement, but that is one of the things we need to look at. We need to be open and transparent about any potential reason why the water levels are dropping. Преспанското подрачје или така наречениот Преспа парк го делат три држави – Македонија, Албанија и Грција. Секоја од земјите при истражувањата се повикува на своји податоци, што генерира нестандардизирани извештаи, а тоа ги отежнува напорите точно да се дефинира проблемот за да се најде соодветно решение.
the data which are collected are often collected by a lot of different people and even different institutions. And even within a country, there is very limited exchange. So there is not one central national point of data collection within each country. And secondly, between countries, of course, it's the same problem because there is not one person or one institution to talk to or to collaborate with. And the third problem is what I said before, the data which are there are often older data. So in the long term that you address these problems, because we're not going to change the climate anytime soon. The only thing which we can't change is the water use, because usually it's got a kind of negative feedback, if you want. So you get a dry climate and people will use more water in order to have the crops which you always had. And it will use more water to water the gardens, and people in towns and will use more water. So you've got a negative feedback cycle, which you should try and stop. Во нашето министерство е формирана работна група со стручни лица од фелата, представници на локалната власт и невладини организации. This is not just about ministers talking to each other and sitting. We need the experts to meet and to talk and to exchange. We have to take action. It's not something we can ignore. It's something we have to decide to find out the exact reasons and take the decisions necessary to save Prespa. And it's not just going to be, we're going to do our part. We expect our neighbors to do their part as well and have concrete measures that will be taken and proposed by hopefully the end of November latest. But this has to be done trilaterally. Преспа е овоштарски крај. Податоците на општина Ресен покажуваат дека за една декада земјоделското земјиште е зголемено за 1500 хектари, па на годишно ниво над 36 милиони кубици вода се користат за наводнување. Аграрните практики на многу начини му штетат на езерото. Со текот на годините многу илјадници тони расипани јаболка беа фрлани на бреговите и прекумерната употреба на пестициди и ѓубрива беше честа практика со децении. Во комбинација со ефектите на ерозија и недостатокот на каков било систем на управување за третман на отпад и отпадни води, овие земјоделски практики резултираа со сериозно влошување на здравјето на езерото, представувајќи закана на живеелиштето на многу загрозени видови кои се уникатни за басенот на Преспанското езеро, велат од UNDP. Тие хранливи материи мора да се разложуваат едноставно, а тие реакции користат многу кислород. И така може да дојде до аноксични услови, до помор на риби и други некои суштества кои што користат кислород. Преспа пред 4 век е прогласена за рамсарско подрачје поради присутноста на голем број ретки и загрозени видови птици. Споменик на природата е од 1977 година, но дали ќе ја зачуваме зидните генерации, ќе зависи од нас. Закотвените рибарски кајчиња во Преспа чекаат подобри денови кога трите држави, Македонија, Албанија и Грција, ќе преземат конкретни мерки за спас на езерото.